Владата бара решение за 90 на болници, училишта, државни институции и јавни предпријатија, кои натрупаа огромни долгови за струја, вели министерката за енергетика Сања Божиновска. Се разгледувале опции да им се понудат пакети за да плаќаат поевтина електрична енергија. Во моментов се прават анализи за колкава количина на струја станува збор. Сите тие треба да влезат во една балансна група од следниот квартал. На крај на денот владата е таа што ги плаќа сметките, ние сме свесни, сакаме да направиме едно системско решение, значи тоа нема да биде сега е зима, значи ние најпрво да се погрижиме зимата да заврши, да имаме тука секако што треба, меѓутоа работиме на една балансна група во која што ќе бидат сите овие предпријатија и ќе видиме какви ќе се можностите и кои ќе бидат цените. Значи не можеме сега, утре, задутре да донесем одговор, меѓутоа почетокот на вториот квартал ќе имаме повеќе сознание и пресмет. На сите овие институции, установи и јавни предпријатија им се заканува исклучување поради неплатени сметки. Тие во моментов плаќаат за 50% поскапа електрична енергија, затоа што ја купуваат од универзалниот снабдувач во крајен случај. Божиновска вели дека кај некои од нив причината лежи во незнаење како да купуваат струја на слободниот пазар. Сите овие организации на централно и локално ниво немаат редовен договор за снабдувач на слободниот пазар, туку струјата ја купуваат од Евана, а токму затоа цената е двојно повисока. Многу од нив подолг период на ваков начин трошат струја и покрај тоа што законски е дозволено до 3 месеци. Тие може би и од незнаење и од немање соодветен стручен кадар, например ако не изберат снабдувач, тие одат во снабдување со крајен случај. Значи и самите не се запознаени со последиците од непостапувањето, тоа е една работа, а друга работа е се оставени на ризик на берзата. Јавните комунални предпријатија побараа да можат да склучат договор за снабдување со државните електрани по 62 евра за мегават час, односно по цената која ја испорачуваат до универзалниот снабдувач, наменета за домакинствата и малите потрошувачи. Предупредија дека ако не се преземе ништо, ќе има нередовно снабдување со вода. Од друга страна, државната ЕСМ беше оставена во ужасна финансиска состојба од претходната влада, се обидува да закрепне финансиски, па прашање е дали ќе може да им дава на 90 фирми струја, која ќе биде за 1/3 поевтина од производствената цена. Инаку, комуналните предпријатија со години се први на листата на најзадолжени во земјава. Минатиот месец на врвот биле Скопски водовод, Комуналец Кичево, Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, Водовод Куманово, Ада водостопанство и многу други.